Диабетичарите повторно молат за лек. Овој пат го бараат лекот Жардијансе. Саше Димовски, кој е диабетичар, а има проблеми со срцева слабост, алармира дека лекот со месеци го нема редовно во болничките аптеки. Револтирано прашува до кога ќе се маткаат пациентите кои имаат итна потреба од лекот, потенцирајќи дека освен што е приморан лекот да го купи на приватно од други држави, најголем проблем е што состојбата нагло му се влошила. Во последнава година, речиси нема месец кога Жардијансот бил на време. Во моментов го нема и најавата е дека воопшто не знаат дали за мај ќе дојде. Тоа е еден од лековите, пример јас како корисник на тој лек не смеам да го прекинам. Опцијата ми е да го барам некаде по аптеките по Македонија, инаку во слободна продажба кошта 3000 денари. Секое прекинување на лекот е многу ризично. Например, мене минатата недела ме доведе до болница токму за тоа што го прекинав лекот затоа што го немаше. Димовски бара надлежните да ги променат бирократските процедури за на време да го добиваат лекот. Како јавно реагирав дека овој лек го нема, ми пишуваат дека одат и го купуваат во Врање, во Србија или во Приштина и дека таму е двојно поевтин. Јас гласно опрашувам овакво дали оваа влада ќе не тера со сила да одиме во Србија да го купуваме лекот по половина цена или ќе не ослободи па овој данок кој ни го зима за здравствено да им го префрлиме во Косово и во Србија. Министерот за здравство 2 дена поред вети дека ќе провери зошто го нема лекот Жардијансе. Не можам да ви одговорам сега, немам ваква информација потврдена, службите ќе проверат и накнадно ќе ве известат. Ја, вчера се вратив касно, нели, од пат, после тоа бев во Штипската болница и се вратив касно, денеска са бајле, дадов наредба на службите да проверат и најверојатно кога се вратам ќе ме известат за тоа, за да можам да ви кажам точно дали има проблем или зашто се случува. Прашавме и во ресорното министерство зошто го нема лекот и кога ќе го има, но одговор не добивме. Инаку лекот Жардијанс е германски лек, кој има големо влијание за слабо срце и срцевиот мускул и е со голема примена кај пациентите со дијабет.